Македонските текстилни компании се соочуваат со реален банкрот. Производството во секторот кој вработува помеѓу 30 и 40 илјади годишно прави извоз од 540 милиони евра. Сега е намалено за 50%. Во меѓувреме, водечките светски модни брендови на нашиот пазар прават промет и профит кој не го очекувале ниту самите тие. Уште пред корона кризата, епитетот најголем продавач на странска модна облека кај нас го обезбеди Ваикики, македонската подружница на турскиот гигант. Верувале или не, Ваикики за една година кај нас направил промет од 29,7 милиони евра. Има 13% зголемен раст на продажбата и 2,4 милиони евра добивка. Веднаш до него, како негов најголем конкурент на нашиот простор, е култната шпанска модна компанија Зара. Таа лани на македонските граѓани им продала гардероба за 21,7 милиони евра, што е за 4% повеќе од годината пред тоа, но и со профит од 3 милиони евра. На трето место по успех кај нас се компаниите од групацијата Fashion Group, кои направиле 6,3 милиони евра промет на нашата територија. По неа следуваат Magnetic, New Yorker, Mavratex, Cotton и некои други. Сите тие имаат промет над 3 милиони евра годишно. Сите заедно овие светски брендови кај нас за една година продале модна текстилна облека од фантастични 80 милиони евра. Дали овој податок го знаат од кластерот, како го коментираат и дали нашите компании реално можат барем делимично да влезат во конкуренција? Ние како македонски компании не можеме да влеземе во тој сегмент затоа што таа потрошувачка или тој дел од граѓаните на нашата држава сака да носат брендирана роба. Ние иако произведуваме за брендови, не можеме да ги продаваме тие производи на домашен пазар. Република Македонија има два дела, една многу ефтина и она што е многу скапо. Ниту во едниот, нити во другиот домашната текстилна индустрија не може да се најде.